50-та недела, декември, во чекор со земјата. Сега сме тука, краткоденицата ќе биде за недела дена. Оваа недела можат да се видат последните звезди што паѓаат. Геминидите кои како да доаѓаат од близнаците, иако немаат ништо заедничко со тие звезди. Геминидите се поблиску од месечината и тие остатоци од кометата навлегуваат во нашата атмосфера, кога Земјата поминува низ метеорскиот рој кој ни покажува на каде не носи Земјата. Како да знаеме на каде одиме кога ги нема звездите што паѓаат, кога Земјата постојано ротира? Земјата се врти околу Сонцето спротивно од стрелките на часовникот. За да се утврди правецот на движењето на Земјата, треба Сонцето да ви биде од левата страна. Кога Сонцето ви е лево, завртени сте во правецот на движењето. Кога Сонцето ви изгрева од левата страна, вие гледате на југ. И тоа е правецот по кој се движи Земјата. Напладне Сонцето е на југ. Застанете така што ќе ви биде одлево за да гледате на запад. Напладне Земјата оди на запад. Навечер застанете така што Сонцето ќе заоѓа лево од вас. Гледајте на север, натаму Земјата се упатува. Така во секој момент ќе знаете каде е напред. Нашето патување трае 365 денови. Денот е целосното завртување на Земјата околу својата оска, 24 часови од пладне до пладне. Во однос на звездите, Земјата прави цел круг за 23 часови и 56 минути. Денес звездата Алдебаран, десно од Орион, ќе се појави на југ на полноќ. Следната ноќ Алдебаран ќе биде точно на југ во 23 и 56 часот. Од каде е разликата од 4 минути? Кога Земјата ќе направи цел круг во однос на звездите, се уште не го довршила во однос на Сонцето за 1 степен. На својата орбита Земјата во текот на денот го престигнува Сонцето. За да бидеме под ист агол спрема Сонцето како во претходниот ден, Земјата треба да се врти уште 4 минути. Гледано од Земјата, звездите се под ист агол во 23 и 56 часот, но за Сонцето е потребно уште 4 минути. 23 и 56 часот плюс 4 минути е 24 часот и се сложува, но за 24 часови Земјата ќе направи цел круг и уште 1 степен. Затоа звездите се поместуваат за 1 степен надесно секоја ноќ. Односно за ширина на раката неделно. Наскоро ќе биде 3 јануари, кога Земјата ќе биде најблиску до Сонцето. Земјината орбита е елиптична. Кога Земјата се приближува до Сонцето, гравитацијата на Сонцето действува посилно и Земјата забрзува. Гледано по нашите часовници, Сонцето доцни, затоа што механизмот не може секогаш да се прилагодува на движењето на Сонцето. Затоа што тоа не е рамномерно. Во декември, кога часовникот покажува пладне, Сонцето е малку во лево од денот претходно. Секој ден тоа помалку отстапува. Но сончевиот часовник секогаш ја покажува точната положба на Сонцето. Во почетокот на 17 век сите поточни часовници покажувале несогласување со сончевите часовници. Стандардното и сончевото време се разликувале. За да сончевото време биде што поточно, средната црта е подесена спрема издолжена осмица, која одговара на положбата на Сонцето во текот на годината. Сонцето наизглед доцни, затоа што Земјата во зима забрзува. Сенката паѓа овде, лево. На есен, кога изгледа како Сонцето да брза, сенката паѓа овде, десно. Кога сенката е лево, Сонцето досни зад стандардното време, а кога сенката е десно, Сонцето брза во однос на стандардното време.
Во декември патувањето на сонцето се скратува и денот е пократок. Зимската краткоденица е најкраткиот ден во годината. Траењето на денот се смалува. Краткоденицата е значи денот кога сонцето изгрева најдоцна, а заоѓа најрано. Не е така. Најраното заоѓање е денес. Од 6 до 18 декември сонцето секоја вечер заоѓа во истото време, но секое утро изгрева за минута подоцна. И секој ден сонцето ја достигнува највисоката точка за малку подоцна. Нашите часовници работат изедначени во текот на целата година. Кога земјата забрзува, изгледа како сонцето да доцни. Секој ден тоа го пресекува меридијанот малку подоцна. Секој ден сонцето излегува се подоцна, но секоја вечер заоѓа во истото време. Денес ќе биде најраното заоѓање во годината. Навечер е секогаш исто. Ноќите сепак стануваат подолги, а деновите се пократки. Зошто е темно во ноќите? Затоа што сме во земјината сенка и сончевите зраци не допираат до нас. Сонцето не ја осветлува атмосферата од кај ноќната страна. Сонцето ја осветлува атмосферата која обиколува земјата и која изгледа плава поради азотот и кислородот. Гледано од космосот, нашата земја е плава планета. Тоа што го гледаме како ден, тоа е влијанието на сонцето на атмосферата. Освен зраците кои доаѓаат директно од сонцето, во осветлената атмосфера има и дифузна светлина, која ги осветлува местата што се во сенка. На месечината нема атмосфера и затоа нема дневна светлина. И кога сонцето е точно над главата, небото останува црно. Вселенските бродови се изложени на сонцето, но тие летаат низ црн вакуум. Звездите се далечни сонца, но предалеку за да осветлуваат. Сонцето зрачи во сите правци. Затоа гледаме и малку од светлината која се одбива од планетите Венера, Марс, Јупитер и Сатурн. Зраците кои не се одбиваат од нешто остануваат невидливи.